обврски. Сепак, факт е дека секој вработен родител кој работи 8 часа дневно и на кому му е важно семејството, неделата ја започнува со ветување дека повеќе време ќе поминува со семејството, а помалку ќе размислува на парите, работата и на тоа колку е чиста куќата. Социолозите во развиените земји, за да им помогнат на родителите да сватат колку малку време поминуваат со своите деца и колку малку ги познаваат, им поставуваат неколку прашања, меѓу кои и дали сте среќни кога децата се во кревет, дали имате време со партнерот секојдневно да разговарате за работи поврзани со семејството, дали се фаќате како на своето дете му велите, само уште една минута и готова сум. Кога последен пат сте седнале специјално за да си играте со детето, дали знаете која книга последна ја прочита и кои филмови ги гледаше минатиот месец. Доколку работите полно работно време, а покрај тоа останувате и прекувремено, време е да застанете и да поразговарате со директорот, затоа што пред да се освестите, децата пораснале и се наоѓаат надвор од вашата контрола. Па токму поради тоа, важно е колку време поминувате со своето семејство. Работата е важна и мора да се работи за да се заработи за живот, но постојат начини да се утврдат приоритетите, за да се постигне рамнотежа. Доколку секогаш сте уморни, нервозни и веднаш сте подготвени за вкревет, работите дефинитивно треба да се променат. Наместо да седнете на кафе или да го земете далечинскиот управувач, разговарајте со вашето семејство за тоа како им поминал денот. Важно е макар еднаш дневно да посветите внимание на суштината, без разлика на тоа колку сте зафатени или изморени. Малите деца можат да го исцрпат човекот. Секој родител поминал или треба да помине низ тоа. Работите, а детето го носите во забавиште или градинка. Кога работниот ден завршува, го земате, тоа е нерасположено и мрзливо. Бидејќи самите сте уморни, едва и чекате да го ставите во кревет. Иако сите работат, важно е да се најде начин за да работите малку пофлексибилно, затоа што детето додека е мало, најмногу му требаат насоки во животот и родителско внимание и љубов. Врската со партнерот исто така е многу важна како и врската со детето. Ако не разговарате секој ден, како ќе ги решите проблемите кога ќе се појават? Обидете се да одвоите макар и 10 минути, некогаш дури и толку малку е доволно. Фразата "доаѓам за минута" им е омилена на родителите кои најчесто им ја кажуваат на децата. Постојат многу обврски, но дали ќе се случи катастрофа ако ги оставите садовите во мијалникот и за момент погледнете во цртежите на детето или едноставно му прочитате приказна? Тинеџерите се предизвик. Иако за нив и во нивен жаргон не е кул да бидете кул, сепак кул е да знаете што се случува во нивниот живот и тоа што тие го сакаат. Одвојте време за разговор со нив. Никогаш не се знае што може да се научи од нив. Дури и доколку на детето му се посвети доволно внимание додека е малечко, сепак родителите не треба да го заборават периодот на пубертет. Период кога тинеџерите ги прават најголемите глупости. Социолозите предупредуваат дека образовниот систем само едуцира, а не воспитува. Тоа треба да го направат родителите. Инаку добар дел од родителите се оние кои зафатени со бизнис, кои што би рекол и оние кои што заработуваат, не. Ја нема таа можност да се децата и дури трагедијата е она што во некој случај родител разбира за своето дете тек последен што се случува всушност. Никој нема храброст тоа да го каже, нити може тоа да го претпостави. И тука е добра таа едукација за самите родители, мислам, за некои, не само за децата, тука едукација на родителите, затоа што реков, кога ќе се содаде тој јас помеѓу родител и детето и кога вие немате увид она што кога се порне што прави, тоа е таа би рекол тој период, таа зона кога се случуваат некои непријатни нешта и кои ставаат длабоки траги понатаму. Инаку децата по самата природа, они во тој период, посебно децата, адолесцентите, не на 15-16 години, во тој период кога се најдраматични, би рекол, она представа за себе, за светот, за животот е тој се формира. И колку е таа подраматична, но би требало да се избегнуваат и опасностите да се бидат на минимум. Постои едно мислење дека во суштина децата се огледало, да видите огледало на општеството, на заедницата, на незиниот морален систем, на незините вредности. Рекол затоа што преку нив се прекршува дел од таа стварност и тие се најдобриот всушност индикатор за здраво општество. Тоа е сигурно, мислам, и тоа може да се потврди во многу истражувања и тука би рекол постои таа објективност
се она што се гледа, што го гледа, се она што слушаат од нивните родители, се она која се случува на таа сцена, би рекол, се отворена сцена, не? Се она што гледат во училиштето и така натака, тоа децата го преработуваат, односно го проектираат на еден свој начин. И реков, тоа може би она што е сега за возрастните, односно за другата страна, не поразително, туку упатува на тоа дека некои нешта драматично се случуваат и во Македонија и во некои земји во тој тип. Денешните студенти ја плаќаат цената на транзицијата, а Македонија има дополнителни проблеми со сиромаштијата. Децата се соочени со безпарица од нивните родители. Колку треба да е внимателен родителот кој е соочен со очајна ситуација и како да влијае позитивно врз детето. Експертите предупредуваат дека младите не треба да се остават на милост и немилост на улицата, туку треба да му се даваат насоки и алтернативи. Проблемот ако го изведете, реков, во секој случај, секој семејство е семејство за себе. Но за мене се битни оние фактори кои што реков излегуваат од длабочината на системот, на неговите вредности. Тоа е оно што е, како би рекол, надворешен импулс кога вие човекот младиот некоја се формира, не го оставате или не го ставате на милост и немилост на времето како ќе го однесе, не. Тие фактори тука едноставно му давате една насока каде да се движи. А таја реков она содржана во тие креативни пориви на поединецот, без разлика на неговата возраст. Ако тука се би рекол тоа време, ако го ставите празно време, особено на тие години, тоа остава дел од тие кои што живеат така, се лесен плен на една патологија која лесно може да ги одведе во амбис. Овде едноставното не постои некое посебно правило. А бидејќи, како што реков, секој случај е случај за себе. И тука родителот е оној кој што е, како би средишната фигура, родителите, семејството. Ако тука некои нешта одат во погрешна насока, тоа детето сигурно дека ќе почувствува и тоа се гледа. Но она кое што дојде како надворешен фактор, а вие не можете да го контролирате како семејство, тука родителите на семејството треба да ги прави тие, би рекол, не брани, туку едноставно еден систем да тоа подлабоко не навлезе, проблемите кои се случуваат околу. Првите знаци кои ќе се појават во рамките, да речеме, не на средина, оном кој се движат децата како група во училиштето пред се, или во соседството на таа група на деца за игра, тука треба да се остро реагира на тие негативни феномени, појави. Ако тука не го направат возрастните, тоа нивната одговорност е многу поголема. Мислам, било што да е во добар дел од еден дел од тие деца налегат во дрога, во некои феномени кои оставаат длабоки траги после во нивниот живот. Ти знаете, кога ќе навлезат после тешко, враќањето е многу потешко. И тука таа одговорност на родителите, но одговорноста на општеството е вие не можете да лоцирате така едноставно во некоја институција или во како би рекла актуелна власт или држава и така натаму. Тоа веројатно со едно време кога општеството се стабилизира во секој поглед, тоа ќе се одрази и позитивно врз овој сегмент, но да не го чекаме тој момент. Кога ќе се вработиме или кога ќе имаме доволно пари или кога ќе сведеме, па тоа ќе ги воспитуваме нашите деца. Тие ќе бидат после големи, тоа е веќе касно. Тоа е оној клучен период, реков, оној од меѓу 10 и 15 години кога детето го формира својот вредносен систем и својот свет. И тука може да се делува апсолутно. И мислам дека некои постапки кои се прават може да донесат една позитивен ефект, но главно да се држи секогаш една ситуација во една тензија дека да не се остават нештата сами по себе дека ќе бидат решени. Тоа е големата заблуда и на родителите и на заедницата. Така, значи клучен период е периодот на пубертет за Тоа е клучен период, оние кои полнат после 18-19 години веќе ние на универзитет имаме некако зрели луѓе, зрели личности така. И тие кои што носат некој проблем, тоа се гледа, но оние кои што веќе на универзитетот е малку би рекол по... Какви личности имаме сега во овој период? Па не знам, видите, вие не можете да го... 90, предпоставам од 92-а... Тоа е ова генерација која што го плаќа, ја плаќа цената на
еден период на транзиција кога многу се лута во тој систем. Системот се уште не е стабилизиран. Македонија во тој поглед има додатни проблеми, од сиромаштија до невработеност, до проблеми кои се овие луѓе млади така го чувствуваат тоа. Знаете, кога едно дете на 15-16 години постојано има работа со родители кои што и тие се ставени во една проблематична ситуација, без работа, на ивица на една нервен притисок да го издржи тоа време на една оскудица. Предпоставете го тој сега родител колку треба да биде внимателен да собственото дете не го доведе во таа ситуација, не ја пренесе таа ситуација во неговото поимање. Значи, постои недостаток на еден фундаментален свет кај тие луѓе да се гледа многу една позитивна енергија која што нема да заврши тоа ние сега немаме, никогаш нема да имаме или имаме проблеми, па тие не можеме да ги надминеме. Морате видите да создавате една атмосфера на еден оптимизам кај тие луѓе. И тука е нашето образование, мислам дека во голема мера има потврлено, многу нешто има, многу празнини во тој воспитно-образовен процес. Ние образуваме како што образуваме, но не воспитуваме. Тука е еден од тие клучните проблеми. И сама тоа образование, барем со еден фундаментален за мене поглед, и тоа можам да го аргументирам со многу ставови на познати педагози и социолози, потврдуваме во тој сегмент ја нема таа позитивна енергија која што треба да биде дозирана, која што треба да биде пренесена на младите. Најголем дел, околу 60% од младите до 30 години, тоа постојат некои, не ги знам се тие прецизни да речеме податоци, тие пред 30-та година не се соочуваат со работа, со некоја одговорност и така натака, или дури ако се соочуваат на таков начин како што да речеме имаме сега вработување, најголем дел младите во услужниот сектор, они дури се огорчени од една ситуација, да не се заштитени, работат со години, со месеци без пари, оставени се сами на себе и така натака, што е една друга димензија. Но мора младите да се соочат многу порано со предизвиците на реалниот, на објективниот живот, како да се заработува. И штета што да речеме студентите не работат, нашите студенти не работат, мислам, добар дел, да не речеме 90%. Они чекаат да им дадат родителите ова. Во развиениот свет тоа го решаваат или кога они ќе наполнат полнолетство, па ги тераат на друга да студираат во други градови, да живеат самостанен живот. Ние правиме во тој поглед ова поприлично инвалидизирана младина, само чека, дајте, И тоа ја пасивизира таа енергија. Тоа е објективно така, затоа што и немаме ние услови, а и што немаме услови, но и немаме ни некоја амбиција, нити волја, нити па ставиме некои реални претпоставки тоа да биде направено како една нормална земја. И ние во оваа ситуација е таа, реалноста е сурова во тој поглед и нема. Но реков, тие механизми кои што се ги имаат институциите, и таа енергија која што доаѓа, реков, од надвор мора да биде канализирана максимално во една творечка смисла. 44-годишната водителка Елизабет Варгас на World News Today во ABC телевизија минуваше низ многу турбулентен период и на професионално и на приватно ниво. Беше сведок на смртта на нејзиниот колега Питер Дженгис и сериозните повреди на друг колега Буб Вудров. Во меѓувреме работеше на една од најпрестижните и најмокни положби во областа на информативната индустрија. Некој ќе рече дека сама ја напуштила таа позиција, а некој дека ја одзеле. Но никој не го споменува бебето кое зависи од неа. Со бебе во раце, Елизабет Варгас седна да разговара со новинарката од магазинот Мери Клер за пресвртницата во ABC, но и за промените во нејзиниот приватен живот. Според неа не постои нормално време за спиење ниту за будење, и тоа е еден од проблемите. Се наоѓам во фаза низ која поминува секоја мајка, но подоцна се заборава. Сепак, не би била толку уморна доколку ова ми беше единствено дете. Ако беше така, ќе спиев кога спиеше и тоа. Но дома има уште едно дете на кое му треба родителска љубов и се чувствува изневерено секогаш кога нема да му посветам внимание, вели Варгас. Сега, доколку останала во World News Tonight, ќе морала за кратко време по породувањето да се врати на водителската позиција, односно да излегува од дома во 8,
а да се врати дури после 20 часот. Другите водителки немаа такви притисоци затоа што децата на едната веќе и беа големи, а другата водеше утринска емисија, па можеше остатокот од денот да го помине со своите деца. Додека јас воде вести, забележав дека тоа остави големи последици врз мојот